Емотивни, социјални, економски и здравствени се последиците од насилството меѓу младите, училиштата, но и останатите институции. Ова треба да го имаат во предвид кога ги креираат програмите за работа. Секогаш треба да има место за превентивни мерки и создавање на средина каде децата ќе се чувствуваат безбедно. Најнапред за здравствените последици. Насилството има директни и индиректни здравствени последици врз младите. Физичките повреди може да варираат од мали до сериозни, понекогаш со фатални исходи. Покрај физичките повреди, насилството може да доведе до долготрајни психолошки проблеми, како што се анксиозност, депресија и посттрауматско стресно пореметување. Во некои случаи, насилството може да доведе до самоизолирање, самоубиствени мисли или обиди за самоубиство. Последици во академските постигнувања. Младите кои се жртви или учесници во насилство често имаат проблеми со академските постигнувања и развојот. Насилството може да доведе до пропуштени часови, намалена концентрација и демотивација за учење, што на долг рок може да влијае на нивните образовни и кариерни можности. Насилството кај младите може да има негативно влијание врз општествените и економските аспекти. Социјалните последици вклучуваат нарушување на меѓучовечките односи, изолација и губење на доверба во заедницата. Економските последици подразбираат трошоци за здравствена заштита, за правниот систем и социјалните услуги. Промените во семејните структури, социјалните норми и економските услови можат да придонесат за зголемување на насилството кај младите. Насилството има тенденција да се пренесува од една генерација на друга. Младите кои растат во нестабилни или насилни средини се под поголем ризик да станат насилни возрастни, создавајќи циклус на насилство кој е тешко да се прекине. Кај децата се создаваат насилни однесувања како механизам за справување со стресот и фрустрациите. Лесниот пристап до оружје во некои општества значително го зголемува ризикот од насилни инциденти меѓу младите. Ова вклучува не само огнено оружје, туку и ножеви и други опасни предмети. Недостатокот на адекватни институционални мерки и поддршка за младите кои се изложени на насилство или имаат агресивни тенденции може да ја влоши ситуацијата. Затоа, училиштата, социјалните служби и здравствените установи играат критична улога во препознавањето и справувањето со насилството.